Почитувани гледачи, продолжуваме со самовистина. Како што веќе знаете, наши вечерашни гости се професорката Мирјана Најчевска и професорот Тони Науновски. Професорке, претходно ве застанав бидејќи требаше рекламите да ги најавиме, повелете. Значи, кога станува збор за тоа дали одреден акт од некого се перцепира како експанзионистички акт, можеме да тргнеме од објективни и од субјективни причини. Многу често тие субјективни причини, значи перцепирањето е поважно отколку она што представува објективно, посебно во современиот свет. Значи, во моментот кога овдека ќе почне на сите страни да се појавува карта на голема Македонија, во која што се опфатени делови од денешната Република Грција и слично, многу е веројатно, многу е очекувано самите граѓани во Република Грција тоа да го перцепираат како експанзионистички акт. Тоа не значи дека од наша страна било и слично, меѓутоа перцепцијата останува. Кога станува збор за идентитетските символи, знакот на Вергина не бил символ на нито едно востание, на нито една револуција, не бил символ кој што се појавувал во борбите кога нашите луѓе се бореле против турското робство, ниту во Првата светска војна, ниту во Втората светска војна, ниту во Балканските војни. Значи, нигдека не се појавува и заради тоа не очекувам дека голем број на граѓани, тоа би требало многу убаво да се истражи, се идентификуваат со овој символ, односно со овој знак и со знабињата кои што го содржат тој знак. И посебно можам да кажам со голема сигурност дека не знам за некого, дека некој се иселил од нашата држава заради тоа што не можел да го вее знамето на Вергина, а знам многу луѓе кои што се иселиле од економски или причини кои што се поврзани со граѓанството. Иначе, во членот 7, став 5, вика, ниту една одредба од оваа спогодба нема цел на било кој начин да ја подкопа, измени или да влие на употребата од страна на граѓаните на двете страни. Значи, граѓаните на Република Северна Македонија можат да се ги користат овие знаци, можат да се идентификуваат ако така чувствуваат, меѓутоа тоа не е дел од она што представува официјално прифатена историја, барем не на во денешниот момент. Може би утре ќе дојде до преиспитување, може би утре ќе откриеме нови факти, не перцепции и ќе се направат промени во таа насока. Добро, јас мислам дека оваа интерпретација на одредени членови ставови од Преспанскиот договор не е соодветна, која што пред малку ги презентираше професорката, но останува фактот дека не можеме ние да живееме во историска лага која што другите ни ја даваат, ни ја прават. Значи, ние имаме собствена, автентична македонска национална историја. Не етничка, туку национална, според мене, но ние сме имале мачна, но славна историја. И ние не можеме да останеме, да бидеме препуштени на некаква квази антимакедонска перцепција за историските настани, кои што не се наши перцепции, кои што не се наши вистини. Ме разбирате, ние не можеме да кажеме дека мапата која што некои велат на голема Македонија, јас велам на природна на Македонија. Значи Македонија во 1913 година, без оглед на тоа што во тие времења имало поинакви форми на државни општествени уредувања и така натаму, таа била реалност. Значи ние не можеме да ги уништиме нашите мапи историски, затоа што тоа е конечно грев кон нашите предци. Факт е дека имаме ли ние македонци кои што живеат во Грција? Па тоа мислам дека нема некој нормален кој што ќе рече дека немаме. Имаме ли ние македонци кои што живеат сега во границите на државата Бугарија? Па тој никој не го негирал. Како не го негира? Сега ќе ви кажам. Значи во Преспанскиот договор и во Бугарскиот договор експлицитно е наведено дека Македонија, тоа и во уставот ни го наметна, нели? Да го смениме, ако се сеќавате, уште првата промена на устава 93-94 дека ние се откажуваме од грижата за нашето национално малцинство во Грција и во Бугарија. Ама тоа е од грижата. Чекате малку. Ама вака сега. Значи ние Достепенство би значило нели мешување во внатрешните работи на тие земји, нели? Па кој го вели тоа? Вака се. Па никој не го вели, да. Значи има меѓународни стандарди. Еве да се задржиме на Балканот. И во Балканот
погледнете ги уставите на соседните наши држави. Значи таму има членови кои што експлицитно кажуваат имаат право да се грижат за своите за припадниците на народот кои што живеат во границите на соседните држави. Тоа на нас право ни го одзема, ни го уништија, ни го тргнаа од уставот. Ме разбирате, во Еспанскиот договор, дури и топонимите, топографијата ја менуваат. Значи ние сега не можеме да го кажеме Солун, туку Тесалоники. Разбира, во договорот стои дека и топонимите се менуваат, речникот се менува, вокабуларот се менува и не само тоа. Значи ние сега наспроти уставот на Франција, наспроти уставот на Германија, наспроти уставот на Канада, наспроти уставот на Србија, на Грција, на Бугарија, на Албанија, само во нашиот устав нема таков член како што има во нивните устави, кој што експлицитно кажува според меѓународно право и значење дека ние имаме право да се грижиме за правата, културните развој на културните и другите права на нашите Па национални зошто тогаш нации. имаме отворање на Зошто ова културни не го направи? центри? Зошто имаме отворени кажете културни ми- центри во тие земји? Добро. Имаме отворено. може. Значи. Кажете, Ајде повелете само професорке. уште ова да Ајде, кажам. добро, Значи, професорке. зошто само на нас ни е скратено тоа право да се грижиме во меѓународно правни рамки, оние согласно позитивните закони, прописи, согласно уставите на тие држави да се грижиме за нашите браќа и сестри во Пирински и во Егејска Македонија. Ајде, професор. Значи, Зошто само на Прво- нас ни е земено тоа право, историско право? Прво, националната историја започнува со градење на државата. Значи, нацијата е поврзана со државата и во моментот кога ние сме почнале да ја градиме државата, во тој момент можеме да зборуваме за формирање и на нацијата, а оваа држава е формирана на простор на кој што живеат различни култури, различни етницитети и слично. Лично, според моje мислење, целокупната историја која што не поврзува директно како директни наследници на она што представува историја на Александар Македонски и античките македонци е лажна историја за мене. Значи, колку што за вас е мојата историја лажна историја, толку за мене вашата историја е лажна историја и има македонци кои што живеат во Грција и има грци кои што живеат во Македонија. Има македонци кои што живеат во Бугарија и има бугари кои што живеат во Македонија. Она што ние не можеме да го правиме е да се грижиме за тие луѓе како за своји граѓани, значи како за своји државјани. Имаме право врз основа на она што представуваат меѓународни договори и призната грижа за сите оние малцинства кои што се културно, јазично или на некој друг начин поврзани со некоја матична земја и да одржуваме контакти и да ги поддржуваме и да праќаме да отвараме соодветни културни центри и полека да се воспостави еден многу здрав однос со нив. Токму заради тоа, да речеме, групите на виножито од Грција го поздравија Преспанскиот договор заради тоа што според она што тие го чувствуваат, тој ќе им даде можност да ги развијат односите на здрава основа со Република Северна Македонија, да им се отвори простор за употреба на јазикот, за негување на јазикот, на фолклорот и слично. Значи, да не ја гледаме како статична ситуацијата, значи сега почнуваме и ова е еден многу динамичен договор и мене заради тоа ми се допаѓа, кој што остава простор понатаму да се наоѓаат најсоодветни решенија кои што ќе бидат за добробит на граѓаните и на едната, и на втората, и на третата држава. Значи, да не судиме според овој момент, кога се уште страстите се многу големи. Нека легнат малку работите и мислам дека сите ние ќе бенефицираме и посебно ќе бенефицира заштитата на македонскиот јазик како еден од малцински зборуваните јазици во Европа и на кое што ние треба да инсистираме понатаму. Да, но видете, ова призма, оваа перцепција преку која што професорката ги интерпретира современите факти, односно состојбата на терен,
сега и овде, се судира со реалност. Па јас предпоставувам и сигурен сум всушност дека професорката знае дека во Грција како држава не признава национални малцинства. Значи во Грција сите се грци. Нема таму турци, албанци, македонци. Значи нашите браќи и сестри во Грција, чекате малку. Значи зошто никој на Грција, ЕУ и НАТО, тие се и во ЕУ и во НАТО и тоа долги децении. Зошто никој од ЕУ и од НАТО не и наложи на Република Грција, како што имаше обид пред 10 години преку Обединети нации, една госпоѓа Мек Дугал, мислам дека се викаше висока комесарка за заштита на човекови права или слично, таа дојде во Грција и напише извештај во кој што идентификуваше голема бројка на етнички... Постојат такви документи, да. Добро, сега. Зошто никој од ЕУ и од НАТО, ако се принципиелни и ако важат истите стандарди, како кон Грција, како кон Бугарија и кон нас, ели, ако се исти стандардите, ако не се двојни, односно лицемерни кон нас, кон македонците. Зошто тие не и наложат на Грција и на Бугарија истите случаи, и бугарите не признаваат македонско национално малцинство, ако не сте знаеле? Знаем. Знаете? Како може, значи членки на ЕУ и на НАТО, да не признаваат своји национални малцинства, односно национални малцинства во својата држава? Значи, Бугарија изгуби дури и случај пред така. Европскиот суд за човекови Добро. права. Грција има подпишано и ратификувано голем дел од меѓународните документи и постепено на некаков начин пробива таа меѓународна регулатива и ќе овозможи многу подобар живот за тие луѓе што се таму и ќе овозможи многу поздрава комуникација со матичната држава и ќе овозможи негување на она што представува културна посебност на тие луѓе кои што живеат таму. Затоа, ајде да дадеме шанса. Значи, влезот во Европска Унија, бришењето на вештачки поставените граници на Балканот, затоа што јас секогаш тврдам дека ние на Балканот толку многу се караме и се мразиме само заради тоа што сме премногу слични и заради тоа што сакаме да најдеме што е можно повеќе разлики, а всушност имаме некои многу големи сличности и истоветни историски случувања. Значи, во моментот кога ќе се избришат тие политички граници, во тој момент ќе се даде поттик за развој и за комуникација и за заживување на се она што представува вистинско негување на културниот идентитет. Ајде да не застануваме на браникот на развојот. Мене многу ми се допаѓа оваа розова слика за светот и за Балканот. Само оптимистичка. Оптимистичка роза, а тоа е вред, меѓутоа се судира со фактите на наша штета. Се судира. Значи, членка на ЕУ и на НАТО, како што е Бугарија, членка на ЕУ и на НАТО, како што е Грција, не признаваат било какво национално малцинство, во тој контекст и македонското. Ме разбира? А од нас бараат да се откажеме од се македонско. Значи, тоа е таа темна... Не бара Добро, да се јас мислам веќе тоа го направија и со преспанските и со бугарското, но добре, тоа е различно. Еве сега го прочита професорката членот 7. Токму тоа, значи, зборот ми беше таа темна страна на Европа и на НАТО, но еве да се здржиме повеќе на Европската Унија, значи како бирократска институција, организација, не зборувам за народите и така, реков тоа. Значи темната страна на Европа, наспроти светлата страна која што е врв, која што е кулминација на знаењето, на просветителството, на поезијата, на уметноста, несомна, на економијата, ако сакате. Иако и таа во голема Америка се должи на експлоатација на половина свет, нели? Така натаму, друга тема е тоа. Сакам да ви кажам, во однос кон нас македонците, на дело дојдоа најтемните мрачни страни на таа Европска Унија, односно на таа бирократска организација, со тоа што ни поставија и ни поставуваат и ќе ни поставуваат услови понижувачки, навредливи, уништувачки за нас, македонскиот народ. Така, уште 2 минути имаме до крајот на емисијата, еве таман професорката нека каже. Повеќе простор си зедовте од мене, така? Добро. Повеќе признавате? Не, добро е. И доколку продолжиме да чекориме по овој пат на постојани отстапки од себе си, од сопствениот колективен идентитет, ние на крајот, ако влеземе во Европска Унија некогаш,
ќе влеземе како големо ништо. Значи, Добро, не вие сме се така- откажале од идентитетот, не сме се откажале од културата, не сме се откажале од јазикот, не сме Па, се ние откажале не, ама од договорите се тоа она. го Значи, кажуваат. За жал. овие луѓе го граделе тој идентитет и успеале да го задржат тој идентитет и тогаш кога немале држава и тогаш кога немале било каква меѓународна заштита и слично. Таман работа така лесно да може човечкиот идентитет да биде узурпиран. Не, ние сме и ќе си останеме и никој не може да ни го одземе тоа, освен она што представува историски развој, кога јас мислам дека во една малку подалечна иднина сите ќе станеме само луѓе и ќе станеме човештво, а не Тоа е етнички утопистичка идентитети. визија на Томазо Кампањела, на Томас Мор, тоа е. Меѓутоа, ние во моментов со овие договори, со влезот во Европската Унија, со овој начин на делување, не удираме на идентитетот, туку напротив, го штитиме идентитетот, успеваме да создадиме одбранбен механизам кој што како многу мало бројно културно малцинство во големата Европа ќе успее да не одржи во она што представува различност на Европската Унија. Така што ја мислам дека ова е многу позитивно токму од аспект на нашиот идентитет. Добро, и на крајот ги слушнавме, практично се ги изнесовте своите позиции, точно дека се спротивставени, но ќе имаме и натаму вакви дебати со цел ако може да се доближиме, практично еве и како представници од За 5 години граѓаните. да се видиме, да видиме. Сигурно, да. Ви благодарам уште на што бевте дел од оваа самовистина и благодарност за вниманието до гледачите со кои не следе и ова издание. Довидување, почитувани.